Добар ден и добро дојдовте во новото издание на Зебра. Во атмосфера на предизборни митинзи и на весели кампањи во кои што учествуваат голем дел од македонските познати уметници, денеска го отвораме прашањето: што треба да биде мотив за инволвирање на уметниците во политиката? Идеологијата или парите? Учеството на македонските уметници, пред се естрадните уметници во политичките кампањи поради паричен надомест, поради хонорара, не поради некаква идеја и верување, е сосема разбирливо и прифатливо во контекстот на македонското општество и македонската реалност. За тоа пред се има три клучни фактори или причини. Ќе почнам од првата, тоа е финансиската ситуација во која што се наоѓа македонската естрада, финансиската криза. Иако таа естрада никогаш не била во некаква завидна позиција, сепак финансиската криза можда силно удри изминативе 3 години по естрадата, односно преполовени се нивните настапи, преполовени се хонорарите. Речи си, ретко слушаме да издаваат CD-а, албуми, не знам дали воопшто има некакви податоци за продажба на албумите, меѓутоа не верувам дека може да се живее во Македонија од продажба на албуми. На некој начин естрадата е екзистенцијално врзана за овие ангажмани. Добрите познавачи на естрадата велат дека хонорарите кои што ги заработуваат за учество во политичките кампањи се повисоки од оние за Нова година, а Нова година е некаква кулминација во тие други естрадни ангажмани. Така што премногу е да очекуваме од некој што е екзистенцијално врзан за тие хонорари да се откаже од нив во името на некаква идеја. Друг момент е што кога тие настапуваат заради паричен надоместок, добиваат еден вид имунитет политички, односно таквиот настап се валоризира како професионализам. А таквиот имунитет е неопходен во едно општество како нашето, каде што владее така наречен spoiled систем политички, односно традиција на политички реваншизам. Имено ако настапите за една партија отворено со срце, душа и верба, следната партија ривалска која ќе дојде на власт, не е тајна дека ќе почне да ви се реваншира заради тоа. Во едно такво општество секој човек се труди да се држи настрана идејно од таквите, зборам за уметниците, затоа што и така нивните настапи се сведуваат во најголема мера на оние кои што се ангажирани од државата за државните празници и така натаму. И трет битен фактор кој што го гледам тука е фактот дека политичките идеи девалвираа во изминатите 20 години, односно политиката го покажа своето грдо и одбивно лице како резултат на начинот на кој што политичарите ја водеа политиката. Затоа честните луѓе се трудат да се држат настрана. Зошто кога дури и сега верувам дека повеќето кандидати на локалните избори не влегуваат во политиката од некакви благородни идеи, туку политиката кај нас се доживува како тезга за инстант богатење. Зошто во тој случај, во такви услови, уметниците би требало да бидат тие супер луѓе со таков супер морал кои што би влегувале од благородни мотиви. Дека овие фактори влијаат на нивниот ангажман, а не фактот дека тие немаат став по одредени општествени прашања, докажува фактот дека мощне широкоградо алтруистички учествуваат во хуманитарни кампањи, акции, каде што се работи за собирање на средства за донации хуманитарни и така натаму. Тоа што политиката во Македонија се наоѓа во некоја идеолошко или интелектуално или како да го наречеме сивило, не ги оправдува естрадните уметници или генерално уметниците, дали се тие од популарната култура или од класичната уметност, да се изолираат себе си од тоа што се случува во општеството. Значи, тие својот успех и својата позиција во општеството ја градат врз основа на тоа како јавноста ги перцепира, врз основа на тоа, можеби не купува многу албуми, меѓутоа колку често иде на нивни концерти, колку често купува билети во театар, слики и така натаму и така натаму. Значи, сета таа перцепција за нив се гради од тоа како јавноста, како обичните граѓани, значи на крајот и гласачите, ги сваќаат нив. Значи, политичките ставови, генерално идеолошките ставови, не се издвоиви од нивната перцепција како личност со тоа што они професионално тврдат дека настапуваат за политичките партии. Значи, фактички, они целиот влог, целото свое битие го ставаат на тест и кога тврдат дека чисто само за пари настапуваат за партии, они се будуваат да се абстрахираат себе си од целата ситуација и да се стават на некоја позиција која што ги издвојува од обичните граѓани. Ако обичните граѓани реално
и го искажуваат своите ставови како што и треба во едно демократско општество, тоа треба да го прават и самите уметници. Во Македонија, нели, за политички партии, за идеологија во последниве години е тешко да се дискутира, бидејќи ние веќе не знаеме што е левица, што е десница, што е центар, особено, нели, помеѓу двете најголеми македонски политички партии. Меѓутоа, ако некој уметник, естраден или класичен, се појави во било каква активност, дали е тоа реклама, дали е тоа протест, дали пее химна, на некоја од тие партии, тие реално и го поддржуваат тоа што таа партија го прави. Значи, можеби тоа е символично, можеби е суштински, меѓутоа тие тоа го прават и јавноста тоа така го перцепира. Што значи дека ако некој од уметниците застане за страната за ВМРО ДПМН нови избори, тие реално го оправдуваат проектот Скопје 2014. А ако некој уметник се наоѓа на советничка листа на СДСМ, тој го оправдува тоа што сите го имаме како перцепција за сомнителни приватизации во 90-тите. Значи, и уметниците и да сакаат, тие не може да се абстрахираат себе си од таа перцепција за политичка ангажираност. А и реално и не ни треба. Тоа е фактички и тезата што ние ја држиме, дека нема зошто воопшто тие треба да се плашат или да имаат резерва, едноставно треба да поведат како еден вид пример и да го искажат својот став и да го бранат. Дали за тоа ќе добијат хонорар минимален или некаков, тоа воопшто не е важно. Важно е да го кажат својот став, а да не се кријат зад некои недефинирани позиции, освен, нели, во тој момент единствена позиција која што им е дефинирана е цената, иако, нели, можеби таа да биде ниска, висока и сива, како што и идеолошката матрица во Македонија во моментов. Не верувам дека ниту еден од музичарите, пеачите, актерите, водителите кои што настапуваат за било која политичка партија во Македонија не сака да се абстрахира, ниту пак користи било каква маска, затоа што тие го прават исклучиво и само за пари. И тоа треба да биде пример за сите други кои што сакаат да го искористат моментот на вносен бизнис од она што значи политичка кампања и политички митинг. Во време кога парите го вртат светот, и во време на недостаток на квалитетни идеи и политички идеологии, јас не верувам дека ниту еден од пеачите во моментот за кој што еве дискутираме, кои што се предмет на интерес затоа што ги има во поголем број застапени на политичките кампањи, ниту еден од нив не застанал зад идејата на политичката партија, туку застанал пред се само заради парите. Зошто? Затоа што, како што кажа Маја, ниеден од нашите пејачи во моментов не продава златинести или платинести албуми. Ниту пак заработува од милионска посетеност на негови концерти затоа што ги нема. Тие го гледаат сето ова како една обична тезга која што носи голема сума на пари, 50, 60 илјади, 20, 30 илјади евра, тоа не е за подценување, исто како кога тие би настапиле на некоја свадба, во дискотека или во било кој ресторан, така. Особено ми е интересен моментот кога вела дека пеачите треба да се идентификуваат или да застанат зад идејата. Не зашто? Затоа што ние всушност немаме толку големи звезди освен политичарите, ние толку сме затруени со дневната политика што самите звезди ги забораваме дека постојат. Значи, јас не верувам дека, еве ќе спомнам некои имиња, Каролина или Ленче Кукич, застанат од едната или од другата страна со нивниот настап на сцените на политичките партии кога имаат митинг, нема да привлечат гласови, затоа што тие не се до тој степен на нивото на звезденство и на естрадност како што тоа се лидерите на двете најголеми партии. Тие се таму присутни на политичките митинзи едноставно и само заради забава на луѓето кои што се дојдени да го следат тој политички митинг. Значи, како целина во првично излагање да ја заокружам целината, значи имавме и примери кога пред 10 години пеачи пеа за едната партија, најголема во Македонија, сега пеа за другата. Ретко кој од граѓаните да се сеќава дека тој пеач пеел за СДСМ, сега пее за ВМРО и обратно. Што значи дека кој ќе понуди подобра сума на хонорар, таму пеачите одат. И што е оправдано, и што е нормално, и што треба да го искористат. Вака како ги представи работите, ќе излезе дека предизборниве кампањи се социјален настан за помош на естрадата. Зошто се уметниците во политиката? Значи, истражувањата во светот велат заради тоа што овие познати луѓе, значи независно дали се пеачи или се актери или се спортисти, многу полесно ја пренесуваат одредена порака до обичниот човек,
од политичарите. Има 3 основни принципи зошто тие учествуваат во една кампања. Влијателни се, пазете го ова во светот, значи збориме. Носат пари и предизвикуваат интерес во јавноста да се зборува за нив, за кампањата, за политичарот, за активноста, за мерката, проектот и така натаму. Значи, во САД и во западните европски држави, каде што уметниците учествуваат нели во одредени политички кампањи, тие тоа го прават по сопствена желба, значи за сопствено вклучување во политичкиот живот. Значи на партиите не им паѓа на памет да издвојуваат буџети за да плаќаат одредени луѓе да настапуваат во нивно име. Напротив, значи самите звезди организираат конвенции, организираат вечери во своите домови, собираат пари и потоа партиите меѓу себе се мерат, ја мерат својата моќ, својата сила, значи каква им е во јавноста според тие купови пари што звездите ги заработиле за нив. Значи, не само што не ги плаќаат како што е случајот кај нас, туку обратно од нив очекуваат, значи да генерираат одредени фондови во името на политичките партии. Значи, што е тоа што го прават уметниците на Запада е толку поразлично. Се инволвираат во општеството. Дали ја знаат политичката програма на одредена партија, се разбира дека ја знаат. Дали ја знаат идеологијата на политичката партија? Мора да ја знаат. Како инаку ќе настапуваат и на терен, и на конвенции, и на интервјуа, зборувајќи или барајќи не знам, за или против повеќе даноци, за или против контрола на оружје, за или против олеснување на, не знам, престојот на дојденците и така натаму. Токму затоа кај нас повторно се изместени овие работи и луѓето нормално во Македонија сакаат да знаат која е страната што нивните звезди ја држат. Бидејќи е битно, значи не може да кажете вие да се издвоите од општеството и да кажете мене во овој момент ме интересираат само пари, бидејќи лоша е состојбата на естрадата во Македонија и ова е можност јас да заработам кога ти очекуваш на твоето име, на твојата харизма, на твоите песни да привлечеш одреден број на луѓе кои што треба да гласаат за одредена политичка партија што тебе те плаќа. Значи, а тие луѓе треба да ги убедиш дека веруваш во нешто, дека веруваш во таа идеологија, дека веруваш во таа програма, дека се наоѓаш во нивните проекти. Конечно, на крајот на криштот имаат ли право тоа да го прават? Апсолутно дека имаат. Не гледам зошто не би имале луѓето идеологија, не би можеле да се поистоветуваат со одредени општествени случувања како и секој нормален човек. Очигледно дека партиите имаат корист, инаку не би се труделе за секој различни кампањи, митинзи, во секоја пригода да ги купуваат уметниците да бидат на нивна страна. Но она што е клучното прашање е што е со нивниот кредибилитет, бидејќи знаете не можете вечно да се ограничувате дека јас работам само за пари и не ме интересира тој таму на сцената што зборува. Знаете кој работи исклучиво за пари и без трошка љубов и верба и идеологија. Дали мислиш дека на Леди Гага, на незините концерти, продавањето на албуми ќе влијае дали победил демократски или републикански претседателски кандидат? Апсолутно не влијае. Па, зашто би влијаело? Па во Македонија, меѓутоа влијае. Леди Гага на своите обожаватели може да влијае. Влијае на кредибилитетот нејзин. Значи нашите Леди Леди Гага Гага на Леди Гага со 90 милиони долари годишна заработка, од кои 30 милиони само од Твитер ги заработува, да речи ќе ја ставам на стендбај на мојата кариера во моментот, ќе ги паузирам настапите и ќе се вклучам идеолошки. Треба прво стомакот да ти биде полн, за да почнеш да размислуваш за идеологија. Тоа се многу Лесно себични му е на причини. Џорџ Клуни, себични. Па како не? Значи луѓето треба да бараме од нив да се откажат од нивната екзистенција за да слушнеме Не, што а треба да политички бараме од луѓето да дојдат на тие митинзи таму да наполнат простор за да можат луѓето да, односно овие звездиве да заработат хонорар. Па нека направат концерт, па нека заработат партиите пари. ги бараат Не може- звездите, звездите не ги Ама не бараат може да сам. А направат звездите концерт. викаат, ама не сакам јас. Партиите викаат, разликата- ама ќе ти дам 50 Тие се тие се професионално ангажирани. Звездите Не се може да се- Или уметници. дали постојат Дозволи. според тебе звезди во Македонија на нивото како што е Леди Значи, Гага и за тие ја што овдека зборуваше не со сум на влијание? Ама не, осудително осудуваме, столче само да ми поставувате разговараме. вие на мене Значи, прашање. јазот кој што кажете ги дели, вашите тези јазот кој што ги имате, дели, аргументи. јазот кој што ги дели нашите две тези е кредибилитетот. Значи, ако да, ама Така е. ако они застануваат за одредена политичка партија само за пари, немаат никаков кредибилитет. Па затоа што ако немаат застанува- кредибилитет, затоа што Леди живеат- Гага- споредува Леди македонското Гага- и американското Не, општество не мора да како се споредува. жабата со конјот да го Не мора да се споредуваме, споредува. затоа што многу добро знаеш Не дека во мора. Америка има мерит систем. Воопшто нема- А кај нас има spoiled. Ама воопшто не мора да се споредува. Воопшто Па, не мора бе. да се споредува. Значи Леди Гага како што кажав, Леди Гага ако каже еден став политички, ако не мора да каже, ако пее за една партија и следниот изборен циклус пее за друга, она ќе изгуби веќе Во никој очите нема на сериозно своите да ја сваќа. слушатели, точно. Кај нас
само тоа што се наметнува дека се е окей, дека тоа е професионално, тоа е пари, мислам никој не го сваќа тоа како негативно, а баш спротивно треба да биде сватен како негативен контекст, дека не може ти само заради пари еден циклус да браниш, односно да пееш за едни, друг циклус да браниш други. Тоа е само да додадам во контекст на ова што го кажуваш и ти или претходно, значи не напаѓаме ние, едноставно само поставуваме како теза. Во Македонија, освен политичарите кои што се на ниво над звезди, затоа што живееме во премногу затруено политичко општество и медиумско исто така, значи не постои звезденско влијание од страна на пејачите, актерите и другите видови на уметници. Значи не може, не ќе ги ангажира, тие се заради забава таму. Тие се само заради забава. Па за забава се, зашто мислиш дека се таму? Тие хонорари кои што се кружат низ градските кулари се хонорари исплатени за забава. А зарем мислиш дека некој ќе гласа за ВМРО ДПМН заради Елена Ристевска или за СДСМ заради Ленче Кукич? Па тоа е наивно така да се размисли. Јас мислам дека навистина политичките партии очекуваат дека влијанието и кредибилитетот кој што овие звезди го имаат ќе ги донесе и нивните гласачи таму кај што треба да го заокружат нивот. Значи по мене е понечесно да кажеш дека мене не ме интересира вие луѓе што сте се собрале овдека да слушате еден или друг или трет, што мислите? Не ми е гајле, јас немам врска. Не ме интересира Скопје 2014, не ме интересираат, не знам, пропаднати фабрики и така натаму. Јас сум овде за пари. Па тоа е навредливо за луѓето кои што дошле да ве видат вас. Бидејќи на крајот на криштата, кој што кажав, нема ништо спорно во тоа да си имате идеологија. Напротив, баш човечки да имате одредено верување. Меѓутоа е исто така човечки и професионално тоа да си го кажете јавно на вашите обожаватели. Ништо нема во тоа спорно да има. Ајде се расплинавме малце да ги видиме изјавите на нашите соговорници, ќе се вратиме повторно во студио. Еве веќе 12, 13, 14 години, не знам колку сум во естрадата, не било најинтересно да ги објавиме тие цифри од колку зимат за кампањите политички и колку зимат за Нова година. Така да можам слободно да ви кажам дека цифрите кои што ги зимат за кампањите се многу повеќе од колку оние за Нова година. Сум за пејачите да идат на избори заради парите, значи не за некоја демагогија или не знам идеологија, бидејќи во денешно време, посебно сега кога што е кризата, речи се никој нема настап. Така да се случувало и во минатото, сме знаеле дека кога доаѓаат избори, пејачите снимат до една до две песни преходно, сака да се пласираат, ни барале интервјуа, онака ќе речам кај си бе цела година, сега излепно, идат избори. Не, сака да бидат актуелни, да ги забележат тие челници што ги одлучуваат листите за кои ќе пее, и буквално малку мрднува естрадата пред избори. Тоа било така секогаш, па и оваа година да кажеме дека е така. Сум да земат пари затоа што кај нас самите политичари не се во политиката заради идеологија, туку според мене они се заради парите, па зашто и пејачи да не биле заради тоа. Значи една Бионси од текот на годината има многу концерти, има многу добри спонзори, така да тие пари што би ги зела од политиката може би биле и дури некаква навреда, па верувам дека она пее заради идеологија. Во Америка, која споменав, сакав да направам споредба, нели, за разлика од кај нас, во која имаме тотална нејасна ситуација што се случува на тоа поле, во Америка се знае. Се знае кои артисти, кои музичари, еве за музичарите конкретно ќе зборам затоа што и сам сум музичар, точно се знае веќе со години, со децении наназад кој кого поддржува. И тоа не е затоа што тие очекуваат добар хонорар од демократите или од републиканците, тоа е така затоа што тие поддржуваат нивната политика и нивните ставови. Имаш бенд, например, како што е The Ramones, од кои што имаш два веќе покојни члена, од кои што едниот беше Џони Рамон, беше константен поддржувач на политиката на републиканците, а од друга страна Џои Рамон, пејачот кој што беше поддржувач, имаше доста социјалистичко во себе, но беше поддржувач на константен на демократите. Исто така за демократите ги имаме стандардно R.E.M, дури Pearl Jam, Нил Јанг, Брус Спрингстин, кој е еден од најгласните поддржувачи на таа нивна платформа. Од друга страна имаш ликови како Кид Рок, како Џони Рамон, Били Џо Армстронг дури е активен во доста кампањи кои што на него му се допаѓаат, а и чија што политика е поддржува и смета дека е правилно. За разлика од тоа општество и таа нивна ситуација во Америка, кај нас мислам дека артистите воопшто не се ни свесни што поддржуваат реално, ниту пак знаат која е платформата на партијата за која настапуваат по митинзите, по плоштадите.
нити па мислам дека знаат што пеат воопшто во песната или во нивните предизборни химни. Значи, сакам да продолжам од претходно да Кажете, поентирам прекина. дека бидејќи и тука беше спомната Америка, мислам дека да се споредуваат македонското и американското општество и како жабата и конјот, жабата кога го видела конјот како се подколува, па и таа ја дигнала ногата. Едноставно неспоредливи се никако политички системи, никако култура, никако влијанието на звездите што го имаат. Не верувам дека ни една македонска звезда може да влијае на гласачите во одредување на нивната политичка определба. Тие се таму нашите звезди само заради атмосфера. Може да се прати некаква суптилна порака, меѓутоа фактот дека она што го спомнав и претходно, мислам дека е клучно, дека политичкиот реваншизам е немилосрден, значи има кога вие поддржувате некоја опозициона партија, следните 4 години не планирајте да издадете албум. Саздо, ти многу добро знаеш дека во Македонија од албуми не се живее, концерти ретко се одржуваат. Како очекувате естрадата да од што да заработува и да Значи, живее ние- кога Јас не можам Значи, да има- видам врската со издавање албуми и опозиција. Македонија има ова е многу извор на екзистенција за особено- нив, това е Што има чека врска со теската. опозицијата? Значи не е точно дека не може да се екзистира затоа Како што нема врска? Затоа што дел од тие пакети, извини Саздо, дел од тие договори со звездите за ангажманот на политичките партии се врзани со директно издавање на албуми, да не ја именувам сега звездата која е. Тоа е едно и друго. Ангажманот, ако вие настапите за владеачката партија, тоа ви гарантира дека ќе настапувате во следните 4 години на сите државни празници и А што ги спречува манифестации. тие што настапуваат за опозиција да снимаат албум? Тоа не те разбирам. Тоа е реваншизам, ти кажувам. Ама значи. што ги спречува? Па како ќе најдат спонзори? Како Од ќе спонз- најдат? Па Па нема спонзори. се подразбира значи, дека се бара- албум треба да се сними со спонзори? А со кој да се Па како ако, да си, се финансира? ако некој е добар и успешен уметник, прво ако зборуваме само за како се вика за пеачите, а не и за спортисти и за актери и така натаму, мислам, зошто вие не би можеле да направите концерт, ако сте добри луѓето ќе дојдат да слушат, па имаме еден куп ние наши успешни уметници кои што знаеме дека се симпатизери на сегашната опозиција, па ништо не им пречи да настапуваат и во Македонија и во странство и да снимаат албуми и да Значи, прават. во Македонија не може да се живее од музика на тој начин. На хонорарите реков се многу мали и тие на некој начин се екзистенцијално зависни од овие хонорари. Фактичката сега не навлегуваме ние зошто е естрадата таква како што е, зошто не се издаваат албуми, зошто не се продаваат, него во таа фактичка состојба во која што е, во контекстот во кој што се наоѓаат уметниците, немаат избор. Тоа е мојата поента. Сакате да Саздо зададете сакаше нешто? го прекинав. Значи, пак се сведува се на кредибилитетот. Значи, ние не можеме и не можат нашите естрадни или поп звезди, како да ги наречеме, тие што се најпопуларни, цело време да се вадат на тоа дека ако некој е сега на власт и ако јас го застанам, односно отворено го поддржам, после тоа некој друг ќе ми се реваншира. Значи во Македонија во моментов, особено последниве 4-5 години, има исклучителна што е, да речеме, неестрадна цена, значи многу бендови, многу музичари од джез па се натаму, кои што екзистираат и кои што идат на турнеи надвор. Тие не добиваат ниту денар, ниту од држава, ниту од бизнисмени, меѓутоа е една клучна работа. Тие го кажуваат својот став. Значи нив кој ќе ги прашате и они кои ќе отидете на нивна свирка, они ќе кажат што мислат. И воопшто нема да им биде гајле дали некој Дали е власт или е на власт или на опозиција. Нивниот кредибилитет кај мене и кај тие кои што ги случуваат ќе остане не мрдати, не чепнат, се додека не излезат на бина и не кажат јас тука ќе пеам, ама само за пари. Јас ќе ги поддржам ако кажат јас пеам тука затоа што ја поддржам нивната А програма. обратно, нема да ги слушаш музичари кои што заради тоа што политички се определиле едноставно спротивно од твоите убедувања, ќе престанеш да ги или не го кажале ставот, ќе престанеш да ја слушаш нивната музика само заради не, тоа? Не, значи тука е нашата толерантност одамна е извитоперена само затоа што ние ги правдаме дека они како и сите други, па тие не се социјални случаи како што кажа. А зашто па уметноста мора да биде политички ангажирана по секоја цена? Има ли Не право мора да биде ангажирана. Не, воопшто не мора да биде. Кога веќе застанувате на политичка кампања и се гушкате со одреден политичар, тука више не може да кажете дека е таа изолирана од политиката. Изолирана е затоа што е само забава и уште само една уште теза да кажам во контекст на Бионсе и големите американски звезди кои застануваат за политичка идеологија, хуманитарна идеологија или така натаму. Повторно и тоа се пари. Затоа што на тој начин тие си го јакнат своето реноме и своето влијание за кое што зборуваме, затоа што таму политиката не е на пиедесталот во општеството, туку некаде подолу.
си го јакнат со самото јакнење на своето реноме, тие си ги јакнат и спонзорите и продажбата на своите албуми. Овдека во Македонија не можеме да направиме паралела со нашите музички звезди. Значи и да застане зад идеологијата, повторно треба да се заработи нешто. Гледам Добро, затоа што Джери Бракенхейм го поддржа Ромни, не може сега да престане да се снима CSI. Мислам, Бог да чува. Добро, мислам дека доволно се загревме за дебатава да ја продолжиме на Facebook и на Twitter. Ви благодариме што не следевте. Вториот дел продолжува во петок со гости од студиото на Зебра. Не заборавајте, нашите хаштази на Twitter се Зебра МК, латиница и кирилица. Поздрав!